Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Дозволете ми ке зборувам од место поради обемните материјали. Многу сериозна седница, многу сериозна тема денеска. Продолжување на рокот за постојање на кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостаток на електрична енергија и состојбите на пазарите за електрична енергија. И пред да започнам, внимателно го слушав министерот како ќе ја образложи оваа потреба која што е дојдена до собранието. За жал, не успеав да запишам ниту една поента. Целосен, арогантен настап и неодговорен настап. Не одговоривте на јавноста, не поразговаравте за ситуациите во која што се наоѓа нашиот енергетски сектор. Не слушнавме на кое ниво се хидроакумулациите. Не слушнавме колку резерви на јаглен има. Гледаме дека сте подготвени, добро сте подготвени за политиканство, за празни политички флоскули и при тоа целосно, неодговорно се однесувате кон јавноста, која што ја чините многу пари. Да бидеме јасни, да ја појасниме ситуацијата во која што се наоѓаме. На 25 август 2022 владата донесува одлука за прогласување на кризна состојба, повикувајќи се на Уставот и на членот 31 од Законот за управување со кризи. Според тој член, кризната состојба не може да трае повеќе од 30 дена, и ако е потребно продолжување повеќе од 30 дена, истото треба да го побара од собранието. Ако искористите правна логика, и ако погледнете дека во истиот член е наведено дека владата треба да достави писмен извештај до собранието, целосно е абсурдно како се бара продолжување на кризната состојба и тоа до 30 април 2023 година без никакво образложение. Уште еднашка, владата целосно го понижува достоинството на ова собрание и покажува дека на други места се донесуваат најважните одлуки. Со оваа кризна состојба, владата ќе има дискреционо право да троши пари кои ги немаме за електрична енергија која што не ја произведуваме. Односно, еден недостаток се закрива со друг недостаток. Она што ме загрижува е како парламентарното мнозинство не бара никаков отчет за тоа каде се трошат парите, како се трошат парите, зошто сме доведени во ваква ситуација. Затоа што единствено во говорот на министерот слушнав дека се повикува на надворешни фактори, на екзогени фактори. Но дали имаат удел овде внатрешните фактори? Како немањето и намаленото производство на електрична енергија влијае на буџетот? Како влијае на девизните резерви? Колку и од каде доаѓа производството на електрична енергија? Вие требаше да ја објасните на јавноста што се случува со ноќните вишоци. Тоа сакавме да слушнеме. Она што сака да го слушне јавноста е, и мене што ме интересира, а би требало да го интересира и секој пратеник од мнозинството, дали се продавани ноќни вишоци кои што се произведуваат од хидроакумулациите? Дали значи дека го трошиме водниот потенцијал за некој да продава електрична енергија? Вие требаше да ја кажете на јавноста, затоа што јавноста очекува која е врската помеѓу ЕСМ, албанската државна компанија КЕШ, компанијата ЕТМ Енерджи Дойл Скопје, која што е омилен купец на ноќните вишоци, и компанијата од Тирана Енертрейд. Тоа требаше да ја кажете на граѓаните. Требаше да ја кажете до каде се резервите со јаглен. Требаше да ја кажете како фирми, затоа што ве слушав одговорница како споменувате фирми кои што биле основани, кои што во минатата година немале приход, кои што имале 1 до 5 вработени. Како такви фирми добиваат милионски тендери за јаглен? Ако ги погледнете, да зборуваме за енергијата, ако ги погледнете податоците од Државниот завод за статистика, во јуни се произведени 521.750 мегават часови електрична енергија, според Државен завод за статистика. Потрошени се 3139 милиони нормални метри кубни газ, 436.990 тони јаглен.
97.452 тони нафтени продукти. И тоа 71,4% од потрошената електрична енергија е од домашно производство, а 97,1% од вкупниот јаглен се за производство на електрична енергија. И токму за тој јаглен сакам да разговарам и за нафтените продукти кои што влегуваат во цената на електричната енергија, кои што патем кога барате продолжување на кризната состојба од Собрание на Република Македонија. Вие практично барате од оние кои што го представуваат народот и практично барате продолжување на кризната состојба од народот. А ако барате продолжување на кризната состојба од народот, а овие седници ги пренесува јавниот сервис, вие требаше тој отчет да и го дадете на граѓаните. Што се случува со увозот на електрична енергија во терават часови? Во терават часови ќе видиме намалување на увозот на електричната енергија 21 и 22. Меѓутоа, увозот на електрична енергија во милиони евра, 2021 имате потрошено 110 милиони евра, а 2022 364 милиони евра. Меѓутоа, нашата енергетска голгота поради неспособноста на раководството и на економскиот тим на владата не завршува овде. Она што треба да го погледнете е увозот на енергија во првото полугодие од 21 и 22 да го споредите. Внимавајте добро, министер. Минерални горива, мазива и сродни производи, практично тоа е набавката на јагленот, на нафтени деривати, газ и електрична енергија. Македонија има потрошено, внимавајте добро, само во првото полугодие на 2022, 1 милијарда и 90 милиони евра. 1 милијарда и 90 милиони евра од фирми кои што се вчера основани. Наспроти лани, кога за истиот период има потрошено 392 милиони евра. 2,8 пати повеќе, и ова се релевантни информации од Државен завод за статистика и од релевантни институции. Значи, целосното производство на електрична енергија, покрај тоа што е намалено, доаѓа како резултат на јаглен кој што се набавува на сомнителни тендери од сомнителни фирми по 2,8 пати повисоки цени. И на овој начин, вие со овој однос во собранието не повредувате нас, ниту нашето его, ниту пак со вашите политички говори и обид за политизација ќе направите некои значајни последици. Вие со вашето однесување, јас веќе еднаш ова ви го кажав од говорница, вие со вашето однесување ја предадовте Македонија, го предадовте македонското стопанство, ги предадовте македонските граѓани. Без разлика, сите во Македонија се предадени од вашето неодговорно однесување. Ве гледав во очи кога ви го кажав тоа, затоа што кога беше притиснат алармот дека ни предстои енергетска криза, вие лично во пресред на локалните избори, за тоа ја обвинувавте опозицијата и ги обвинивте новинарите и рековте дека шират непотребна паника. Евене, една година подоцно, повторно во собранието барате продолжување на кризната состојба. Повторно не ги слушаме клучните аргументи со кои што треба и нас, и граѓаните, и пратениците да ги запознаете со состојбите кои што ни се случуваат. Затоа што секторот кој што вие го водите и она кој што вие го барате од ова собрание е многу сериозно, има многу широки импликации за сите кои што живеат во Македонија. Само за илустрација, кога ви реков дека овој неспособен економски тим или неспособноста на овој тим и на раководството на ЕСАМ практично ги предадоа и стопанството, и бизнисите, и на директен начин ги продадоа и граѓаните. И наместо помош за стопанството и бизнисот, гледаме дека секогаш функционираат бизнис интересите на министрите во владата на привремениот адхок премиер Ковачевски. За жал, и вие се однесувате како привремена адхок
раководители, каде што единствена и главна цел вие да го испразните буџетот, односно недостатокот на струја да го платите со пари кои исто така ви недостасуваат. Зошто не пристапивме системски на овие проблеми? Зошто не разговаравме за ова кога стигна ребалансот овде? Зошто не се планираа соодветно капиталните инвестиции во енергетиката? Зошто за буџетот за кој што велевме дека има едно златно правило, а тоа е дека капиталните расходи ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит, па тоа златно правило беше напуштено со ребалансот, па имавме намалување на капиталните инвестиции? Зошто? Кога ќе отвориме страницата на Finance MK, ќе видиме дека потврлуваат и во реализација на капиталните инвестиции. Зошто? Поради вашата одговорност македонските бизнисмени или македонскиот бизнис ја плаќа струјата најскапо од регионот. Еве, дека не ја говорите вистината. Досега се повикував на податоци од Државниот Завод за статистика, а сега ќе се повикам на податокот Евростат за втората половина од 2021 и цените кои ги плаќал бизнисот за струја. Имено, македонскиот бизнис ја плаќал струјата по цена од 144,5 евра по мегават час, а бизнисмените во регионот за истиот период, и тоа според Евростат, ова не е опозицијата, ова не сум јас, ова е Евростат, ги плаќале следните цени. Значи, додека нашиот бизнис 144,5, Црна Гора плаќале 79,2. Во Србија 104,8 евра по мегават час. Босна и Херцеговина 84,7 евра по мегават час. Турција 86,9 евра по мегават час. Косово 73 евра по мегават час. Македонскиот бизнис плаќа двојно поскапа електрична енергија од бизнисменот кој што плаќа во Косово. Па чива треба да биде одговорност? Па како имате лице да влегувате овде со гордо крената глава? Треба да ја наведнете главата и да дадете отчет пред граѓаните од кои фирми го набавувате јагленот, од кои фирми, од кои компании, зошто се продаваат ноќни вишоци од хидроакумулациите, ни се празнат езерата во сред лето за некој да продава ноќни вишоци, па гледаме и видовме дека за неколку дена практично, а неколку дена се составени од часови, за 20, 24, 25 часа додека се одвртени славините на хидроакумулациите и додека се троши скапо набавениот јаглен, некој добива. Вие имавте и морална, и политичка, и секаква одговорност овде, одговорница, јавно да ги кажете кои се релациите помеѓу овие компании кои што ги споменавме, кои што тргуваат со ноќните вишоци. Меѓутоа не, вие одбравте да го целосно да го подцените ова собрание и целосно да го подцените народот во Македонија. А еве ќе ви кажам последиците на најскапата струја која што ја плаќаат македонските бизнисмени. Да знаете дека на крајот на денот последиците ги чувствуваат граѓаните. Тие се борат со нивната и се борат за екзистенција. Се борат да ги набават основните прехранбени продукти затоа што имаме огромна инфлација. И погледнете ги бројките на инфлација само во секторот храна кој што импликативно доаѓа од цената која што ја плаќа македонскиот бизнис. Само да ви направам споредба од последните месеци и тоа повторно ќе се повикам на Food Security Update. Грција во последните месеци во инфлација на храна 12,9%, 13%, 13,2%. Словенија 12,8%, 13,2%. Албанија 13,2%, 13,9%, 14,9%. Македонија за истите референтни месеци, кога Албанија имала 13,2% инфлација на храна, Македонија имала 21,5%. Кога Албанија имала 13,9%, Македонија има 23,5%. Кога Албанија има 14,9% инфлација на храна,
Македонија има 25,1%. Овој раст на цени е поради тоа што македонскиот бизнис, според Евростат, плаќа од 1,5 до 2 пати поскапа електрична енергија. И одговорноста за тоа што ни осиромашуваат граѓаните секојдневно, директно паѓа на владата. И затоа несериозно е да барате вакво продолжување на кризната состојба. Замислете, до 30 април, практично да не одговарате пред никого. Вие сакате да создадете влада која што влада има хипертрофирана надлежност и хипертрофирани права кои што си ги надметнува на сите други облици на власт. И таа приказна ја гледам овде во собрание, кога станува збор за Уставен суд и кога станува збор за било кој друг облик на власт. И вие тоа го правите само со една цел, а тоа е богатење на министри. Ние имаме кризна состојба во енергетиката, јас неколку пати зборував, граѓаните не можат да набават огревни дрва, затоа што ако погледнете енергетскиот биланс во државата, ќе видите дека 38% од енергетската зависност на македонските граѓани се базира на биомаса. Цената на дрвата стигна до 4500 до 5000 денари по метар кубен. И еден ваш министер во Министерството за земјоделие, преку негови блиски фирми во Крива Паланка, од Кочани, од опожарениот бор, го купува од 300 до 630 денари за метар кубен. 7500 метри кубни опожарено дрво, од кое што ќе се произведуваат пелети. 100.000 метри кубни опожарено дрво од берово, од кое што ќе се произведуваат пелети. Зошто, како министер за економија, не ги ограничивте маржите и цените на овие продавачи па да прават неосновано огромни профити? Зошто не работите транспарентно кога станува збор за набавка на јаглен? Па гледаме дека за набавка на јаглен сме потрошиле во првото полугодие 1 милијарда и 90 милиони евра. Имаме малку намален увоз на електрична енергија, меѓутоа ако ги погледнеме цените кои што се остваруваат за увоз на јаглен, ќе видиме огромен раст. И при тоа покажавме дека последиците, не да покажеме ние, туку целата јавност е свесна дека последиците од ваквото неодговорно работење паѓаат на товар на обичните граѓани. Зошто, ако зборуваме дека имаме енергетска криза, не ги планиравме соодветно капиталните инвестиции? Зошто, ако сме свесни под кој удар ни се бизнисмените, под кој удар ни е бизнис секторот, под кој удар ни се граѓаните, не се откажавте од приходите на приходна страна со откажување на ДДВ од електричната енергија? Затоа што со инфлацијата видовме дека додека ни осиромашуваат граѓаните, на номинална основа се зголемени приходите на владата на адхок премиерот Ковачевски. Зошто не се откажавте? И сметам дека е не малку, туку многу лицемерно во вакви моменти кога не излегувате со никакви податоци, кога не разговараме за состојбите во регбито, кога не разговараме за состојбите во хидроакумулациите. Не разбирам како пратениците од парламентарното мнозинство ќе ви дозволат и ќе гласаат за продолжување на кризната состојба. Јас разбирам, на крајот на денот, овие задолжувања и парите кои што може да ги алоцира државата, може би да и се единствениот спас и за граѓаните и за стопанството. И ја разбирам и таа логика дека може би на крајот на денот и ова е единствениот пат, меѓутоа вие како економски тим кои што сте не довеле во ваква ситуација, треба да понесете одговорност, затоа што оние кои ве довеле во криза не можат да ве избават од криза. Или здравствена аналогија. Навиките кои што ве донеле до одредени симптоми се оние навики кои што треба да ги оставите ако сакате да се спасите од тие симптоми. Ако се разбирам, пушачите кои ќе почнат да кашлаат,
Најдобро е да ги остаат цигарите. Владата, која има економски тим како вас, кој троши 1,90 милиони, и пратениците од парламентарното мнозинство не смеат да дозволат политички говори во вакви моменти кога вие се обидувате на ваков начин, односно на целосно заскриен начин да ги трошите парите на граѓаните. Она што треба да окажете е каква е состојбата. Дали е вистина дека она што излезе во јавноста дека ХЕЦ Глобочица се случува прелив без да се произведува ниту киловат час. Дали е вистина дека ни се празни таа хидроакумулација поради ненавремени ремонтни активности? И кој треба да одговара сега за ненавремените ремонтни активности? Кој треба да одговара ако хидропотенцијалот ни е на 35%, а сме продавале ноќни вишоци? Кој треба да ја објасни на граѓаните и да ги смири граѓаните? Да и каже дека она што го говори опозицијата не е точно. Тоа сте вие. Вие треба да ја уверите јавноста дека ова лето се направени ремонти на термоелектраните. Ама нема да ја уверите, затоа што не се направени ремонти. Вие треба да ја уверите дека не и фали трансформатор на блок во Рек Битола. Ама нема да ја убедите, затоа што фали еден трансформатор на еден блок во Рек Битола, кој што случајно експлодираше и се уште не е поправен. Се очекува во ноември да стигне. Се разбира, така кажа Васко Ковачевски. Меѓутоа, како да верувам? Овде, во ова собрание, на 28 јули на последните пратенички прашања, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кажа поправени се и двата канадери и се вратени од сервис. За неполни 2 недели подоцна, кога имавме пожар, кога требаше да излезат во јавноста и да признаат дека не се вратени. На кого да веруваме? Како да веруваме дека ќе биде поправен? Тоа треба вие да окажувате. Треба да кажете кои ни се резервите. Треба да објаснете кои се тие фирми кои што се формирани преку ноќа ни увезуваат јаглен за милионски суми. Вие треба да излезете и да ги уверите граѓаните дека нема конекција помеѓу ЕСАМА, помеѓу албанската државна енергетска компанија КЕШ, компанијата ЕТМТ Енерджи Скопје, кој што рековме е омилен купец, и компанијата од Тирана Енер Трейд. Или пак, сепак има заеднички именител, можеби заедничкиот именител кој што ги поврзува сите овие субјекти е корупцијата и штетата на граѓаните на Македонија. Не може во една емисија да излегува Васко Ковачевски да вели ни се потребни 150 милиони евра за набавка на електрична енергија која што ни недостасува, па една недела подоцна да излегува, како го рековме, адхок премиерот со непроверени перформанси и да вели дека се потребни 300 милиони евра. Кога се зголеми и на кој начин се зголеми ваквите прогнози? Дали можеби се договорија други провизии на коалиционите средби, на истите коалициони средби на кои што видовме дека ги бирате и уставните суди, на истите коалициони средби кои што видовме дека и бирате и премиери, па добиваме вакви премиери, рековме, непроверени, со сомнителни, би рекол, психофизички состојби, за жал, а тоа отвара едно друго прашање, тоа е прашање за корупцијата која што ви се појавува буквално во секоја пора, еве за жал гледаме и во јавните набавки. И она што требаше вие да и кажете и да ја смирите јавноста, кога зборуваме за откупувањето на ноќните вишоци на електрична енергија, дали е вистина дека дел од производството доаѓа од хидроакумулации? И ако е вистина, она што сакав да го видам е колку електрична енергија е произведена од хидроакумулациите и на кое ниво се наоѓаат хидроакумулациите сега
посебно таквите ноќни вишоци. Затоа што лесно е да кажете дека тие хидроакумулации биле на ниво да имаат приливи, дека биле преполни, па затоа сме произведувале ноќни вишоци, меѓутоа затоа сте вие министер за економија и затоа сте овде, имате служби кои што треба да не уверат од кои хидроелектроцентрали се произведени ноќните вишоци. Ја имам овде табелата. Меѓутоа, министерот ќе треба да ни каже која е состојбата, кој е водостојот на тие езера. Ако имаме водостој кој што не е над горната кота, некој треба да одговара. Меѓутоа, како да одговара кога главниот обвинител чека од овие овде, кои што треба да изгласаат оваа кризна состојба, чека да биде уставен судија, а тие, впрочем, во меѓувреме се закануваат дека ќе ги искористеле, внимавајте, сите механизми. А единствен механизам во собранието е дебатата. Нема друг механизам. Единствен механизам предвиден со деловникот е дебата и дискусија. Збор, реплика, контрареплика. На комисиите на кои што тие предлагаа уставни суди, имаше само еден предлагач. Празна сала, со никого. Дебатираме сами со себе и сега ќе ги искористеле сите методи. Кои се тие методи? Поред механизми. Зошто, еве ви кажа добро колегата Бојан, зошто тие механизми не ги користите кога треба да се справувате со кризите? Зошто тогаш не се справувате? Или тогаш имате други механизми? Провизиони механизми. И тие провизиони механизми ја прават оваа релација. ЕСМ распишува оглас за продажба на ноќни вишоци за струја во периодот од 1 до 5 август од 2 до 7 часот со вкупна количина од 1250 мегават часови. ЕСМ. Цената по која овие ноќни вишоци се продадени е 245,37 евра по мегават час. За истиот тој период цената на струја на Хупикс, референтна база при утврдување на цената на струја во Македонија е 372,21 евро по мегават час, или по денови за 1 август 359,8, за 2 август 388,95, за 3 август 363,474, за 4 август 377,758 евра и за 5 август 371,058 евра. Разликата во цената помножено по 1250 мегават часови е 158,550 илјади евра. Значи, за само 25 часа граѓаните на Македонија се оштетени за близу 10 милиони денари. И сега ќе разговараме за продолжување на кризната состојба, без да разговараме за овие податоци. Неприфатливо е. Неприфатливо е. Граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината, граѓаните заслужуваат да ги знаат релациите помеѓу овие компании, затоа што, веќе еднаш реков, и според законот за облигации, оние кои што тргуваат, си имаат провизии. Значи, од овие тргувања некој дебело се офајдува. Зошто да се празнат хидроакумулациите? Зошто? Зошто министерот да не ни каже на која кота се хидроакумулациите кои што произведувале ноќни вишоци? Зошто обвинителството не го интересира ова? Ако имате обвинителство во држава во која има кризна состојба и ви се празнат браните за некој да произведува ноќни вишоци, а од истите тие ноќни вишоци гледаме дека за само 25 часа се прави профит од 10 милиони денари. А некој треба да се запраша кој ги краде граѓаните. И сакате да поминуваат комисиите без никаква дискусија. Добар ден, овде сме и бараме да ја продолжиме кризната состојба затоа што тоа е потребно на граѓаните. Потребно е на граѓаните да се промени тимот кој што не доведе во оваа кризна состојба. Затоа што, пак ќе кажам, оние кои те довеле во таква состојба, не можете да очекувате од нив да ве спасат од таа ситуација. Ова беше за
за 3 септември, на 2 септември, истата приказна. За 35 часа се оштетени граѓаните околу 6 милиони денари. Тие 6 милиони денари некој ги инкасира и ги наплатува. Зошто не се разговара за овие теми? Зошто не разговараме каква е ситуацијата во ЕСМ? Зошто не излезете да ни кажете колкави се количините на складираниот јаглен во моментот? Дали е вистина дека се помалку од 100.000 тони, кои што представуваат само 25% од потребните 400.000 тони согласно плановите за ископи по ранешната пракса? Моменталната откривка на јаглен е околу 200.000 тони, што изнесува само 20% од потребните 1 милион тони откривка на јагленов слој, за да може во зима јаглено да се копа непречено. Моменталната состојба изборувавме досега за тоа. Во хидроакумулациите е околу 40% од максимумот или 220.000 мегават часови. Просечно во август состојбата на акумулациите треба да се движи околу 80% или некаде околу 440.000 акумулирани мегават часови енергија. Меѓутоа, еве гледате дека ЕСМ си произведува ноќни вишоци кои што се продаваат од нашите хидроакумулации кои што се на 40%. Ако тоа не е грабеж, не знам, објаснете ми што е грабеж, објаснете ми, нека измисли Ковачевски како дополнително да ја замајува јавноста дека ќе увезе јаглен. Ковачевски ја донесе на колена АДСМ, ја ограби, ја уништи и на финансиски и на производен план, со што ги оштети сите граѓани на државата, ако земеме и ако имаме во предвид дека таа држава е сопственост на граѓаните. А последиците видовме: најскапа струја за македонскиот бизнис, најскапата струја за македонски бизнис ќе допринесе со највисока инфлација во Македонија. Гледате дека бизнисите во Косово плаќаат 73 евра по мегават час, нашите бизнисмени 144, затоа сите имаат двојно помала стапка на инфлација. И кога ова е за јавност и кога ќе ве лажат дека постои инфлација има секаде, тоа е точно, навистина, се борат сите со инфлацијата, меѓутоа тие предизвици се многу различно распределени. Инфлацијата во Македонија, ако ја изразиме во инфлацијата кај храната, затоа што според стандардот на македонскиот потрошувач, храната и енергенсите апсолутно го имаат целосниот примат во вкупните трошења на едно домаќинство, ќе видите дека македонските граѓани со двојно поголемото импакт, зголемена инфлација на храна за разлика еве од Албанија, ќе видите дека стандардот во Македонија паѓа со многу побрзо темпо од сите земји во регионот и голем виновник за тоа е токму енергијата и одговорот на енергетскиот тим на владата. Затоа на овој начин протестирам и на овој начин се противам на тоа да добиеме барање за продолжување на кризната состојба без да ги добиеме сите релевантни податоци. Министерот за економија, кога од ова собрание, од кое што произлегува суверенитетот, ќе бара продолжување на кризната состојба и тоа ќе бара продолжување на кризната состојба до 30 април, практично и вели на македонската јавност дека владата, треба да не убеди, дека владата е способна без собрание, без никаква контрола, дискреционо да се грижи за потребите за електрична енергија и на домаќинството, и на стопанството. И практично сака да каже, оставете нас во владата да работиме до 30 април 2023, да ги трошиме потребните средства, за да ве спасиме од оваа ситуација. За да може да има таков настап и за да може да има такво барање, со кое што ќе побара од сите нас продолжување на кризната состојба, тогаш ќе требаше да стои на оваа говорница и да разговараме за хидроцентрала по хидроцентрала, да имавме информација и отчет колкав
е водостојот во секој од нив. Да имавме информација што се случува со водостопанството кој што е одговорно за системот за наводнување, затоа што требаше да имаме системски пристап, а не ваков пристап, политикански, во кој што зборуваме за се, не зборуваме само за енергетските капацитети. Не зборуваме за тоа дека и покрај тоа што можеби имаме намален увоз на електрична енергија, ако ги погледнеме по терават часови, меѓутоа имаме зголемено во милиони евра и имаме зголемено во милиарди евра. 1 милиарда и 90 милиони евра за јаглен само во првото полугодие. Замислете вие за какви бизниси станува овде збор и поради тие бизниси министерот за економија за жал нема доблес да ја објасни во која ситуација се наоѓа Македонија. Затоа што кога се разговара на вакви теми требаше чекор по чекор колку јаглен имаме, колку немаме, дали имаме газ, од каде ќе се набавува газот, по која цена ќе се набавува газот, колку имаме хидропотенцијал, што се случува со договорот со Бугарија, затоа што гледаме бомбастични најави овде, бомбастични најави излегуваат 5 септември, Бугарија ќе испорачува струја за Македонија за да ја ублажи енергетската криза. Се договориле во Софија 200 мегават на час или 5 гигавати дневно е количината на струја која што ќе се испорачува од октомври до крајот на март, 5 септември. И ја прочитавте веста на 19 или на 17. Не се договориле за цената. Работните групи не се договориле за цената. И вчера, мислам дека беше во текот на вчерашниот ден, министерот имаше ново соопштение, не брзајте, тој дополнително ќе преговарале. И сега вие како собрание, вие како парламентарно мнозинство, давате поддршка целосна на барањето за продолжување на кризната состојба до 30 април 2023, не ја прашувате владата, не ви интересира колку јаглен има, од каде го набавувале, кои се тие фирми, кои фирми посредуваат за ноќните вишоци, не ви интересира дека ви се празнат браните за тие ноќни вишоци, ништо тоа не ви интересира. Подготвени сте да дадете поддршка затоа што, внимавајте добро, вие сте подковани само со празни политички флоскули за доброто на граѓаните, под заканата на глобалните дестабилизирани пазари на електрична енергија, под заканите од, не знам, значи имате празни флоскули кои што не значат ништо. Секојаш се екзогени, секојаш се надвор од вашиот радиус на влијание, никош не разговарате за ендогените фактори, никош не разговарате за Васко Ковачевски, никош не разговарате, ајде да видиме од кои фирми ја набавуваме јагленот, никош не разговарате, ниту еден од вас не поставил прашање, чекајте малку. Во држава во која што буџет ние 4,4 милиарди, ние за едно полугодие сме потрошиле 1 милиарда и 90 милиони за набавка на јаглен, па тоа, како не го притиска алармот кај вас? Па и вие имате избирачи, и вие одговарате пред некого. Па има македонски бизнисмени кои што вас ве поддржуваат и вас ве гласале. Па тие македонски бизнисмени, дел од нив, или нивните служби кои што се грижат како ќе ја пребродат зимата, можеби некој од нив седи ја следи денешната наша комисија. Зар мислите дека кај нив поминуваат такви празни политички флоскули? Не поминуваат. Не поминуваат никаде. Чувајте ги можеби за некој партиски состанок и толку завршена таа работа. Овде треба да разговараме сериозно. Треба да разговараме за девизните резерви, што ќе ни се случува со девизните резерви. Значи, како министер за економија, јас лично очекував системски пристап, да објасни што се случува со девизните резерви, да ни објасни како оваа набавка на јаглен и на електрична енергија ќе влијае врз девизните резерви. Да ни објасни зошто се продаваат ноќни вишоци на електрична енергија. Да ни објасни зошто никој не бара одговорност од Васко Ковачевски. Зошто никој не бара одговорност и покрај сето она што го направи. Зошто продолжуваат да не бомбардираат со информации за благосостојба? Зарем не видовте дека тоа истото го правеше министерот за економија пред локалните избори?
Јас еднаш одговорница ви кажа. Од мај до август минатата година на претражувачот криза за електрична енергија имаше само 2 објави. 2 или 3. И во двете и во трите, тоа може секој да го провери. Во двете или во трите, знаете што пишуваше? Министерот Крешник ја обвини опозицијата и новинарите затоа што креваат непотребно паника. Што е случило во септември? За 2 недели 512 објави. Немаше портал агрегат кој што не пишуваше за хаваријата која што ни предстоеше во енергијата и видовме како се трошеа народни пари, кои што народни пари ги немаме. Една работа е да трошиме народни пари кои што сме ги акумулирале, сме ги заштедиле. Трошиме пари кои ги немаме. Значи, за да набавиме електрична енергија која што ни недостасува, ние трошиме пари кои што ги немаме. Перпетум мобиле. Владата на адхок премиерот Ковачевски ти е еднакво на перпетум мобиле. Се додека има заеми кои да дават заеми. Ама еве сега гледаме дека и со заемите не и оди онака како што планираат. Не и оди. А тие сепак наумиле дека треба да ги трошат народните пари. И целосен невиден аматеризам, уште еднаш ќе ги кажам. Дали се пресконференции, дали се говори од говорница, дали се од место. Или немаме никаква дебата во собранието, или клупите ќе бидат целосно испразнети, празни, за да слушнеме некоја пресконференција на која што некој покажува мускули дека ќе ги искористел сите механизми. Еве ја говорницата, искористете ги сите механизми. Не ги користете сите механизми на тој начин. Како е тоа сите механизми ќе ги користите? Кого навредувате? И сега повторно со кризната состојба, истата ситуација. Еве ја министре, еве, јавноста е загрижена затоа што смета дека сите вие во владата, дел од вас, имате бенефит од тргувањето со ноќните вишоци. Затоа што сметаат дека Васко Ковачевски се богати на грбот на граѓаните. Затоа што сметаат дека Ковачевски или Адкок, неизбраниот премиер, е премиер затоа што на коалициони средби покрај тоа што се договараат провизии, се договара и кој да биде премиер. Тоа е перцепцијата на јавноста. Јас само ви кажувам она што го гледаат граѓаните. Тоа е перцепција. А она, последиците кои што ги трпат секој ден во маркети, на бензински пумпи, у продавници, кога истигнуваат сметките за електрична енергија со не знам, огромни суми наплатени за дистрибуција на електрична енергија, па ќе плаќаат повеќе за дистрибуција отколку што плаќаат за потрошена електрична енергија. Зошто? Па затоа што и Марко Бислимовски го имаше истиот арогантен однос овде, кога зборувавме за регулаторна комисија за енергетика. Исто така, наместо да си дојдеше во собрание, во собраниски клупи и да разговаравме и овде, реков, механизмите се дебата, и тој ни покажуваше политиканство, и тој ни покажуваше сила, затоа што практично ви има вас парламентарното мнозинство. И затоа јас не знам до кога вие како парламентарно мнозинство ќе дозволувате на овие од владата на овој начин да се играат со вас. Затоа што она што се случува во Рек Битол е алармантно и не можете така да го оставите без да поразговара. Динамиката на увоз на јаглен со сите тендери на ЕСМ е околу 30.000 тони месечно. Трите блока на Рек Битола трошат 20.000 тони јаглен дневно. Значи, Ковачевски за еден месец ќе увезе јаглен со кој Рек Битола ќе работи ден и пол. Пресметано, за наредните 6 месеци ќе увезе јаглен за 10 дена работа на Рек Битола. Или, да сумираме за да биде појасно, Рек Битола ќе добие увозен јаглен за 10 дена работа. Рек Битола има во моментот, според информациите со кои што располагаме ние, а не слушнавме од министерот други, складиран јаглен за 5 дена работа на сите 3 блока. Рек Битола има откривка на јаглен за 10 дена работа на сите 3 блока.
И министерот требаше да излезе и ова да го каже на јавноста, ако веќе бараме продолжување на кризната состојба. Или бараме продолжување на кризната состојба само на чесен збор дека владата, она што не успеа да го направи до сега, ќе успее да го направи до 30 април 2023 година. Зимата трае 3 месеци, 90 дена, а грејната сезона трае двојно повеќе, 6 месеци. Акумулацијата за која што зборувавме, за хидроакумулациите од 200.000 мегават часови е доволна за балансирање и за пиково порамнување на кривата на производството и потрошувачката за максимум 2 месеци. Оптимистички, сметајќи од септември. Ако се има предвид сето ова, наредната зима со предстојните берзански цени ќе ни фали електрична енергија од најмалку 200 милиони евра. А ако цените ги следат фјучерсите на западноевропските берзи, кои достигна 1000 евра за бант и 2000 евра за пикова енергија, сума која ќе биде потребна да се преживее зимата ќе надмине 1 милијарда евра. За овие бројки треба да ни раскаже министерот, треба да не увери, да ни објасни дали ова за кое што стравува стручната јавност, дали е така или не е така, без при тоа да се впушта во политички одговори и во политизација, затоа што неговата состојба, особено во состојбата во која што го доведе ресорот и енергетската ситуација во Република Македонија, воопшто не му остава за право за таква ароганција, таква надменост и таква самоувереност. Ако имаат план, треба јасно да излезат, да го соопштат на граѓаните и при тоа некој треба да си понесе одговорност. Не може сите оние кои што ја доведоа практично Македонија во ваква енергетска ситуација, истите тие да бараат безрезервна поддршка од сите вас до 30 април 2023. Ние до сега не знаевме како, ние до сега направивме многу пропусти, тоа е практично барањето за продолжување на кризната состојба. Ние направивме многу пропусти, ама сега, од кога ќе изгласате во собрание дека ќе ја продолжите кризната состојба поради недостаток на електрична енергија, до 30 април, ние како влада заедно со Васко Ковачевски, ние совршено ќе се справиме со оваа кризна состојба. Сето ова е фарса. Не е возможно да се случи. Ниту слушнавме план. Не може министерот кој бара продолжување на кризна состојба, која ќе најде на првите критики, издржани и аргументирани, со податоци од Државен завод за статистика, со податоци од Евростат, да излегува и да вели дајте кои се вашите предлози, давајте идеи. Па вие со тоа што доаѓате во собрание со предлог за кризна состојба, вие треба да го имате планот и тој план требаше да биде изнесен овде од говорница. А не сега, дајте план. Даваме план тогаш кога треба да го дадеме план. И ви кажаа колегите, предлагаме амандмани, вие не ги прифаќате. Ви велиме немате капацитет да реализирате капитални инвестиции. Вие велите не е така. Имаме. Како имате? Отворете finance.mk, катастрофална реализација на капитални расходи. А зошто не беа насочени во енергетскиот сектор? Се сеќавате овде кога дебатиравме за буџетот за 22. Како беше? Планот за енергетски развој ви е препишан од претходниот буџет, а тој ви е препишан од претходниот буџет. Страна 19. Препишан. 3 години поред го препишувате енергетскиот план, а немате ниту капацитет да го спроведете. Целта на опозицијата не е да го заплаши народот. Напротив, ние бараме власта да биде одговорна, да биде способна, да си го држи зборот, да се зафатат луѓе кои што знаат како требаат, да бидат одговорни, да бидат понизни пред граѓаните и да признаат каде сгрешиле, да бидат понизни
пред македонскиот бизнис затоа што го ставиле во понеповолна ситуација од бизнисот од Косово. Треба да му се извинат на сите бизнисмени и на сите граѓани. Не е целта да заплашуваме, меѓутоа мораме да го предупредиме народот. Немој да мислите дека ќе си ги заштитите фотелите ако премолчено имате поддршка од вашето мнозинство и ако овие кризни ситуации ги договарате на коалициони средби како што се договарат и уставни суди и икс други работи во државата. Најмалку што треба да направите е за сите спорни прашања. Ќе повторам, која е состојбата со јагленот, кои фирми купуваат јаглен, која е релацијата, дали постои некаква релација помеѓу фирмите кои купуваат јаглен, колку јаглен имам, во каква состојба ни е рек Битола, дали има продажба на ноќни вишоци од хидроакумулации. Ако има, а имам податоци дека има продажба од хидроакумулации, веднаш да се јавите кај вашите служби и да ни доставите информација на која кота се хидроакумулациите кои што продавале ноќни вишоци. Затоа што тоа вие и го должите на граѓаните, таа информација должите на граѓаните. Да објасните зошто на приходната страна не се откажувате од приходи како влада и дали му предложивте на Ковачевски и на другите министри да се откажат и дали имате план за откажување од ДДВ и зошто тоа не го сторивте кога требаше да го сторите, а се сеќавате во моментот кога прекина намаленото ДДВ за одредени продукти, односно на 1 јуни ни се случи првиот ценовен шок и тој ценовен шок, особено и за храната зборувам, и тој ценовен шок сега ќе предизвика, според овие податоци, според Food Security Update, да имаме највисока инфлација кога станува збор за храна. Затоа се надевам дека ќе ме сватите најдобро намерно ќе ме сватите дека станува збор за пари на граѓаните, станува збор за интересите и на македонскиот бизнис, и на македонските граѓани, и на образование, и на здравство, практично на сите нас. И немојте да си играте со иднината на Македонија само затоа што имаме адхок избран премиер. Немојте сите да се однесувате како адхок влада. Разбирам дека, ја доведовте државата во ситуација во која што ја доведовте. Разбирам дека потребни ви се овие кризни состојби за да можете дискреционо да одлучувате и непречено да ги трошите државните пари, меѓутоа на крајот на денот мора да дадете отчет пред граѓаните и на крајот од денот некој може за овој да одговара. Затоа најдобро е денеска, кога сме овде и кога ја бараме, да ги отворите сите овие теми без да политизирате. Објаснете ни од кои хидроакумулации се произведува ноќните вишоци, колкав е водостојот во тие хидроакумулации, колку јаглен имаме и дали е точно дека за едно полугодие потрошивме 1,90 милиони според извештаите на Државен завод за статистика. И конечно објаснете и на граѓаните зошто како влада и дали вие предложивте да се откажете од ДДВ-то, односно зошто не се откажавте од привилегиите кои што ви доаѓаат на приходната страна, иако поради инфлацијата единствен бенефитор, единствен кој што има корис од оваа инфлација, а парадоксално излезе дека е владата на Ковачевски затоа што прибира повеќе средства на номинална основа. Излезете и изнесете го вашиот план целосно за јагленот, за резервите на газ, дали имате, од каде ќе ги набавите. Објаснете што се случува со набавката од Бугарија, затоа што излезе повесниците излезе информација дека ќе сме набавувале од Бугарија на 5 септември, па на 17 септември излезе вест дека не е договорена цена, а чинам дека ве прочита вас во текот на вчера или завчера или 19 беше, рековте дека ништо не е готово, вие лично ќе преговарате. Тие информации дадете ги овде нова собрание, затоа што верувам дека можеби и не се охрабруваат колегите од парламентарното мнозинство, така сте се поставиле хипертрофирано тие. Вие како извршна власт, за жал, гледам дека безрезервно ви веруваат, меѓутоа
Не знам како си дозволуваат тие да читаат за набавките на електрична енергија од Бугарија, да читаат од медиумите, а овде, од говорница, кога барате продолжување на кризната состојба, да не добиваме никакви информации. И на крајот, ќе ве потсетам, дека ова не е за министерот, ова е за колегите од парламентарното мнозинство, предлогот кој што стигна од колегата Бојан Стојановски да се формира работна група е одлична прилика да можеме да разговараме заедно со стручни лица и со експерти овде во оваа комисија. Тоа што вие го одбивате таков предлог покажува дека сакате да ја заштитите владата и да ја заштитите неспособноста на владиниот тим. Затоа што единствено што може да излезе од таква работна група е анализа на нивните постапки. И може да излезат нивни постапки и чекори во рек Битола, кои што се за поздравување, а може би да излезат и огромни промашувања и поради тоа се наоѓаме во оваа криза. И токму поради тоа сметам дека со тоа што не го прифативте предлогот да се основа работна група, премолчено, со конклудентни действија и соопштивте на целата македонска јавност дека работата на тимот кој што бара продолжување на кризната состојба е целосно промашен. Меѓутоа, тоа е што е, се наоѓаме во таа ситуација во која што се наоѓаме, можеби во овој момент и нема друг излез од оваа целосна ситуација. Затоа е потребно ваквите кризни состојби и да има потреба од нив, никако да не бидат на волк долг рок. Затоа што ако го погледнете членот 31 од Законот за управување со кризи, тој предвидува рок од 30 дена за кризна состојба. А за негово продолжување, да, владата може да бара од собранието. Меѓутоа, ако ја користите правната аналогија, во тој случај и самото продолжување не треба да биде подолго од рокот во кој што е првично е предвидена кризната состојба. Разбирате што сакам да ви кажам? Треба да ме разберете. Треба да се обидете да ме разберете. Затоа што не можете вие на оваа влада која што ве довела оваа ситуација, сега да ја давате безрезервна поддршка, да немате никаков надзорен механизам над нив до 30 април 2023 година. Бог да ни е на помош кога ќе не задолжат. 1,90 милиони за 6 месеци. Кој знае што ќе биде до другата година, а оваа влада си оди. Тоа е повеќе од сигурно и тоа е она што не загрижува и затоа велам нема потреба од политички говори. Со политички говори нема да се спасите, нема да убедите ниту еден граѓанин, вие си одите во историјата. Проблемот е, дајте да ја минимизираме штетата која што ќе ја направите на државата. Затоа што сме живееле овде, треба да останеме да живееме, не смееме да дозволиме неспособноста на неколку луѓе и алчноста на неколку луѓе да создаде неодржлива ситуација, а она што ни се случува, кога ќе ги погледнете и инфлацијата, и задолжувањето, и урнисувањето на енергетските капацитети, води се на тоа дека многу тешко Македонија ќе може да се опорави посем оваа влада на Ковачевски или на Заев, која е следбеник, рековме, адхок неизбраниот. Овде ќе завршам, ако е во можност министерот нека даде одговор на тие некои клучни прашања кои што се поврзани со енергетиката, ќе го замолам да ја оставиме политиканството за некои други прилики, меѓутоа ако смета дека тоа му се денеска единствените аргументи, ќе го разберам. Ви благодарам.